Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Во Македонија се градат се повеќе станови, но и лјадници остануваат празни. Кој ги купува и зошто никој не живее во нив? Во урбаните центри во Македонија, особено во Скопје, Охрид и Битола, никнуваат нови згради како печурки под дожд. Се издаваат нови градежни дозволи, се градат нови станови, цените на становите растат, а парадоксално и лјадници станови стојат празни. Според последните проценки, бројот на празни станови во Македонија достигна рекордни бројки. Речиси секој трет стан е празен, а стамбениот пазар станува недостапен за повеќето граѓани. Становите се почесто се користат како средство за инвестиција и за чување пари, а не како простор за дом. Овој феномен отвара важни прашања. Какви се последиците за општеството, економијата и идната урбана политика во државата? Во Европската Унија главната насока е да се сведат на минимум празните и неискористени станови преку зголемени даноци и регулаторни мерки. Целта е да се стимулираат собствениците да ги издаваат или продаваат становите, како и да се ограничи практиката купување втори станови исклучиво за инвестиција, особено во зони каде младите имаат потреба за дом. Додека деталите варираат по држави, трендот е јасен. Празниот стан е се повеќе оптоварен со повисоки даноци и правила, со намера да го потикне вистинското користење и изнајмување на имотите. Цената на становите расте, купувачи има, станари нема. Кој ги купува становите? Тоа е централното прашање денес во ово издание на Црвена линија. Секако ве потсетувам, ако се уште не сте заследиле на Инстаграм, време е да го сторите тоа и во овој момент да земете активно учество во денешната анкета. Црвена линија на Инстаграм, на својот профил, поточно на Инстаграм стори на Црвена линија, но и на Инстаграм стори на Телма телевизија, прашува дали треба сегашниот данок на празен втор трет стан да се зголеми. Имате две можности за одговор. Едната е да одговорите да или не. Така да ако одговорот ви е да, кликнете на ова поле, а ако ви е не, тогаш кликате на ова поле. Резултатите Црвена линија ги сумира во проценти, а ги соопштуваме никаде конкретно, поточно по рекламите. За учество во Црвена линија сте поканети сите како граѓани, ја верувам секој од вас ите како секојдневно разменувате ставови, давате одговори токму на оваа проблематика и тема која што денес за вас ја постави Црвена линија. Споделете го тоа и со гледачите на истата. За учество во Црвена линија доволно е да се заврти нашиот веќе добро познат број 023070005. Но ве замолувам, штом ве превземат од режија задолжително, намалете го целосно тонот на телевизорот, поточно ТВ приемникот и изборувајте со мене само преку телефонска слушалка. Не користете интерфон, спикерфон, секако сето тоа не. Доволно е само да го завртите, значи бројот 023070005 и да го намалите тонот на телевизорот. Ние сме подготвени да го погледнеме заедно со вас и прилогот на мојата колешка Ирена Чачкова. По прилогот ќе започнеме и со дискусијата со вас. Нови локација, не мерки за пат на цените на становите. Ова е ставот на дел од градежниците по вчерашната изјава на гувернерот Славецки дека со посебни механизми се планира да се делува на пазарот на недвижности за да има поевтинување. Препорачуваат каква одлука и да се носи, претходно да бидат консултирани сите засегнати страни за да не настанат проблеми. Најдобра опција е да сите засегнати страни бидат на една маса, за да се изгради заедничка стратегија. Затоа што било каква одлука која што би се донела еднострано е нефункционална. Затоа што прво треба да ги детектираме реалните состојби. Реалните состојби во однос на тоа што се нуди на пазарот и што е причината за таа цена. Причината за цените алоцираат во тоа што нема нови локации за градба со кои би се зголемила понудата, па поради тоа тврдат дека во моментов висината на квадратот ја диктираат половните, а не новите станови. Единствен механизам е само понуда. Значи во дадена ситуација да се направи стратегија во која насока и каде е возможно да се понуди поголема количина на недвижност со која што ќе може да се постави фиксна цена,
која што таа цена ќе направи баланс на пазарот. Значи ние сега ако имаме локација која што не треба да биде на плоштад Македонија, него треба да биде локација која што ќе има добра комуникација во која што секој би финансирал. Гувернерот Славевски вчера кажа дека состојбата со цените на недвижностите, особено на становите, е загрижувачка и најави мерки за стабилизација, но не откри за што точно станува збор. Од градежниот сектор тврдат и дека се соочуваат со недостаток на кадар. Нема инженери, градежни работници и се останато. И тоа дополнително прави проблем. Според анализите на Народната банка во првиот и вториот квартал, цената на становите пораснала за околу 20%. Ваквата состојба трае веќе подолго време. На одредени локации во Скопје цената за квадрат достигна и до 3000 евра. Ајде да ве слушнеме и вас. Подсетуваме, денес во Црвена линија ве прашуваме кој ги купува становите со оглед на тоа што цената на становите расте, купувачи има, ама становите се празни. Па да почнеме. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Одговор на прашањето кој ги купува становите, тие што имаат пари и не знаат кај да ги стават. Во моментот најсигурна работа им е да купат стан во Скопје. Таму нема да плаќаат ништо, или сосема малку, а парите им се сигурни. Например, пробајте да ги вложите во берза или во нешто друго. Ако имате едно 200-300 илјади евра, каде ќе ги вложите? Никаде не сте сигурни дека нема да ги украдат парите. Значи, тоа е основната работа за цената на парите во Скопје. Во моментот е најсигурна инвестиција. Кога ќе го направите посигурна инвестиција берзата и ќе ја раздвижите берзата толку добро, да тој што ќе дае пари ќе биде сигурен дека парите нема да му ги украде некој, тогаш ќе падне цената на становите и сите ќе ги продадат становите за на берзата да може да си купат нешто сигурно. Тоа е моето мислење. Дали треба и сегашниот данок на празен втор, трет стан да се зголеми? Па исто како и што треба да се зголеми оваа данокот на празните ниви, исто како што треба да се зголеми данокот на викендичките. На се што не работи треба да се зголеми данокот. Така. Ама тоа е минорно спрема на ја што го кажа. Благодарам за одвоеното време. Благодарам вам што се вклучивте и со вас еве ќе подсетиме и ја започнуваме оваа денешна Црвена линија. Останете и продолжете да не следите, бидејќи ќе следуваат и нови вклучувања и секако нови одговори. Добар ден. Добар ден. Убав ден во Црвена линија сте, ве слушаме, повелете. Становите се купуваат за да се издаваат на студентите. Студентските домови се, како што сите знаеме, неквалитетни, прљави и реновирани. Не се инвестира во нив и затоа младите луѓе сакаат еден пристоен живот да живеат, иако нивните родители плаќаат поскапо него да има квалитетни студентски домови. А исто така причина за продажбата на становите се и букинг, издавање на станови, кој по моје мислење е регулирана материја во државата. Колку се одначува, како се одначува, кој издава, како издава, кој влегува во зградите кај што има букинг станови, никој не знае. Ја мислам тоа е причината што луѓето си купуваат 2, 3, 4 стана и сите тие ги издаваат или на букинг или на на студенти. Така, како го објаснувате и постоењето, сведоци сме и на голем број станови кои што остануваат празни? Па ја мислам дека нема празни станови под зградите. Така, добро. И дали ве треба сегашниот данок на празен втор, трет стан да се зголеми? Па данокот и онака е зголемен двојно, од 0,5 1%. Плаќа секој што има втор стан, кај што не живее. А кај што живее се плаќа 0,5%. Значи, данокот е зголемен. Едино треба да се направи порано, се сеќавам во Југославија имаше список на станари кои живеат во
зградите. Сега нема никако. Кој влегува, кој излегува, никој ништо не знае. Благодарам многу за вклучувањето и за споделеното и затоа и го поставивме ова дополнително прашање. Факт е и сведоци сме дека навистина забележуваме огромен број на сосем празни станови, а кога веќе сме кај бројките ги има 100.000 станови кои што се празни во земја. Па ајде еве да слушнеме од вас кој ги купува пред се становите. Факт е дека цената на становите расте, купувачи има, ама станари нема. Па кој ги купува еве според вас? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав ти на вака кој ги купува становите. Становите ги купуваат тие што се со јаки примања, со јаки плати или тие што имаат големи кредити, како хипотекарен кредит. Иначе обичните луѓе, обичните смртници со минимална плата или со 500 евра плата не може да си купи стан колку и да сака, затоа што реално да збориме, нереално е покачена цената за метар квадратен на станови во Скопје. Значи, 3000 евра достигна за метар квадратен во Скопје, боже сме Њу Јорк, боже сме Америка. Значи, малце е претерано. Значи, и во Бугарија, и во Грција велат дека се поевтини становите. Така да, дали самите инвеститори си ја качуваат цената, па едноставно нема кој... Едноставно, кога има голема побарувачка, цената расте. Сега убаво велите, има многу празни станови, значи купувачи има, но нема кој да седи во нив. Но сепак мислам дека државата треба да направи некаков си механизам да има од до, пример, до 50 квадрати максимум таа цена, до 45 таа, до 60 таа, а некој како сака да си ја качува цената. Да не збориме за квалитетот на градбите, тука не би навлегол, и да не збориме за пристапот, дали има секоја зграда пристап, дали секоја зграда има лифт, дали старите згради што се 3-4 спрата, законски треба да речеме по-ново, зошто да нема секоја лифт. Може некој сака во постара зграда, поквалитетен бетон, карикирам, да земе станче. Така, благодарам многу за учеството и споделеното со гледачите во овој момент на црвена линија. Една важна напомена. Секој еден од вас кој што ќе се вклучи во црвена линија, предвидени се 90 секунди за споделеното. Така да доколку сакате да се надополните, да се доискажете, да се надоврзете, слободно повторно завртете го нашиот број 023070005. Тајмерот автоматски се исклучува на 90-та секунда, да не бидете загрижени, ниту збунети зошто е тоа така, особено важно за гледачите кои што за прв пат се вклучуваат во црвена линија. А ќе ни биде драго да ве имаме, се разбира, и вас кои што за прв пат ќе бидете заинтригирани и секако ќе продолжите и да следите и активно да учествувате не само во оваа денешна тема, туку и во секоја наредна. Добар ден! Намалете го тонот на телевизорот. Сега. Момент. Добар ден, како сте? Благодарам на прашање, добри. Вие како сте? Одлично, фала, благодарам. Кој ги купува становите? Ние најмала држава на Балканот, сепак сме Скопје метропола, така? Така, нели? Продолжете. Така, сега, ние се раководиме според Софија и Белград, бидејќи тие се најблиски градови во нашата околина. Значи, тие се нашите најблиски соседи. Од десна страна Софија, горе Белград, лево Тирана. Доле нема никој, нели? Оди Грција, тој морето надале. Сега вака, во Софија, квадрат на стан беше пред 7 години 2000 евра. Пред 6 години 4000 евра. Пред 4 години 6000 евра. Зборувам за централно градско подрачје. Сега 8000 евра. До година и наредната година ќе се качи на 10.000 евра. Белград касни со 2000 квадрати минус и затоа Скопје касни со 4000 квадрати минус. Значи, како ќе се зголемуваат становите во центар, зборувам во Скопје, во Македонија, сепак ние сме нели метропола. Каква таква? Метропола. Ќе се зголемуваат и становите во Белград и во Софија. Например, Белград има 2,5 милиони жители. Софија има 4 милиони жители. Сите мислат дека Белград е големиот град. Се лажат. Белград е обично село. Значи, Софија број 1 на Балканот.
Дали сте биле во Софија во последно време да видите каква метропола станува Софија? Значи Софија добро, еве според вас кај нас ве молам, дали треба Ние имаме да некакви комплекси према софијанците, нема врска, луѓето се толку препија. Тоа не е темата, многу ми е жал, не знам зошто добро почнавте, а потоа нели и јавноста е насочите дека еве црвена линија зборува за тоа кој град е поубав и поголем. Не, ние прашуваме денес кој ги купува становите. Цената на становите расте, купувачи е факт дека има, но и секако еве цифрите зборуваат за 100.000 празни станови во земјава. Па еве, дали според вас сметате дека и сегашниот данок на празен втор, трет стан треба да се зголеми можеби? Добар ден. Здраво. Здраво, ве слушаме, повелете. Вака, мафијашки босови овдека у државата, значи тргне од првот на државата до најнискиот буџетар што е поддржана капа. Значи, све перење пари, легализација на тие пари, еве сега 6 милиарди преку тој британски кредит, евра, и милиарда од Будимпешта, ни пруга ќе се види, ни автопатишта, нити тие студентари таму домови за студенти, не знам што друго ветуваат, клинички центри. Од тоа ние ништо нема да видиме, а парите ќе ги снема волшебно, што викаат, како магија некоја. И после ќе видите како се купиле станови од овој, од оној, ама пази, ако се сеќаш добро, кога беше бегалка власт у Будимпешта, што е таа бегалкана, толку беа желни тие патриотите да инвестираат у партијата, па дури доброволни прилози даваа по 12, 15, 13, 16, 20.000 евра, а тој бел у очите нема куќе кај да го касне, ама дава 20.000 евра за партијата. И како се изгради на палата дека што е кај Беко, што беше поранешно. Така се прави тоа мафија. Благодарам за споделеното со гледачите. Потсетувам, внимавајте на тајмерот. Сега малку ќе ве префрлам онаму каде што исто така можете да бидете активни, да пишувате коментари кои што секако ќе ги споделиме со јавноста, ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. Еве како изгледа црвена линија на својот профил на Facebook. Цената на становите расте, купувачи има, станари нема. Кој ги купува новите станови? Пристигна голем број коментари, така да по оној кој што ќе се вклучи во црвена линија, ќе почнеме и со читање на коментарите. Пишувајте и понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, ве слушаме. Се слушаме? Да, одлично, повелете. Кој ги купува становите? Да. Тој што има пари. Сега, прашањето од кај му се парите? Може државата да ги открие од кај му се парите? Еден имал 30 страна, му ги заплени државата. И што се случува? Синот ги откупува од државата. Од кај му се на синот парите? Тоа е целата политика. Пари од кај се, што купува станови. А иначе купува становите и иначе има пари. Многу јасно и, како да речем, викат, имало многу згради, огромни, диви згради, Дивоград би биле. Абе, луѓе, побарајте дали има згради со дозвола, све е Дивоградба. Побарајте да видите, споредба да направите колку згради има изградени со дозвола, колку се диви. Ретко ќе најдите со дозвола, не можете да најдите со дозвола зграда. Државата, како да речем, го пушти конјот во нивата да врши, да јаде, да коси, да троши. Државата е виновна. Се знае што можеш да купиш и колку можеш да купиш и од кај ти се парите. Сум направил, сум купил, во секој момент можам, изволите лична карта, да му давам од ДБШ кај ми се париме. Што сум направил, како сум заработил. Ете, толку ќе... Благодарам за учеството, за споделеното. Продолжуваме, како што ви најавив сега и на Facebook, бидејќи имаме коментари кои што пристигна.
Па на прашањето на Црвена линија, цената на становите расте, купувачи има, станари нема, кој ги купува новите станови? Благоја Петровски, еве што напиша: новите станови што се градат на големо се скапи, неквалитетно градени, во најголем број и празни. Се и во нив никој не живее. Благоја Петровски, благодарам многу, продолжете да не следите и секако да бидете активни. И секако останатите продолжете, пишувајте коментари. Почнавме и со нивно читање. Одиме со гледачите во живот. Добар ден. Ало, добар ден. Кој ги купува еве становите? Становите ги купуваат оние што имаат пари, што имаат длабоки џепови. Тоа се боговите. Они се богови према сиромашниот народ. И они ги купуваат становите. Ниеден сирома не може да купе повеќе од еден стан. Со 2 плати може да купе само еден стан. А овие што купуваат станови, или у странство се ги заработиле парите, или се добиле парите од небото и паднале. Значи, купуваат станови тие што имат пари. Потоа, тие станови не се квалитетно градени и тарасичките се метар на метар да застане еден човек, и плюс тие станови се диви градби, повеќето спратови. Ако му дозволе државата да направи 5 спрата, он ќе си додаде само од себе още 3 до 4 спрата нагоре. И тие станови ги дават под кирија на студентите и фактички на него му излезе зградата без пари. Он си ги врне назад парите, што ги уложил у таа зграда, и после капата настрана, а џеповите пуни. И затоа луѓето што имат пари, тука купуваат станови. Благодарам за учеството во Црвена линија. Кажаното сега кој подсетувам, внимавајте на тајмерот, одбројува 90 секунди. Да видиме какви одговори ќе добиеме од новото вклучување во новите 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Па, становите ги купува тој што има пари. А кој има пари? Сите знаеме кој има пари во државата. Тој што ќе успее да го проигра УЈП, значи тие се народни пари, правени со народни пари, тоа се крадени пари. Тој исто овие што земат, например, плата, патни трошоци, 300 чуда, што се во парламентот, во државната администрација, тие директори, што тие знам колку ги има таму, и тие истото го прават. Значи, фактички, тие ги вложуваат парите во станови, кои на банка не му се сигурни. Не се знае утре која банка ќе капитулира. Исто така се научија, сега купуваат станови и во Грција, купуваат апартмани. Така да од нив земат и пари, земат час. Тој сега имот не е пријавен тука, не е пријавен никаде. Таму во Грција е пријавен, меѓутоа Грција е една држава, ние сме друга држава. Така да се е то со еден збор чист лоповлук, и лоповлукот да го покрие со нешто, да ги тие пари сепак се ги заработил, мада на покварен начин. Благодарам за споделеното со гледачите. Продолжете и вие да не гледате понатаму. Одемо онаму каде што пристигаат се повеќе коментари, ќе ве посетам, ако сакате еве и да се надополните или ви е полесно преку коментар, пишувајте, ќе ги читаме. Цената на становите расте, купувачи има, станари нема. Црвена линија денес прашува кој ги купува становите. Еве што напиша Даниел Пауърс. Вели, треба да има прописи за квалитетна градба. Се градат згради со зидови помеѓу станови од гипс картон. Тоа е ужас. Па кој ги купува становите, зошто еве и покрај тоа што има купувачи, становите остануваат празни?
Зошто е тоа така и дали еве сметате дека сегашниот данок на празен втор, трет стан треба да се зголеми? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Поздрав до вас, до цела екипа на Целна Благодарам. телевизија. Па ние сме како за се што се случува во држава и со становите. Кај нас е парадоксално. Значи, станови има, истите се празни, цената расте. Јас можам да кажам за Охрид, само што ќе се почне зграда, уште не се ни фрлени темели. Само да се ископа дупка, повеќе од пола становите се продаени. Сега кој ги купува? Во Охрид ги купуваат повеќе од 50% становите од Скопје. А истите тие од Охрид па купуваат станови во Скопје. Така да секој еден граѓанин сака да има стан во Скопје, во Охрид, Маврово викендите и така натаму. Сега, тие граѓани, да ги речеме, има во Македонија негде 1500 како беа институции. Па плюс влада, па таму парламентарци. Така да на секој 4 години... Еве во Охрид, например, вториот стан се даночи повеќе. Да, се даночи, ама тоа годишно е, да речеме, 50 на евра, 100 евра. Тие, за овие луѓе кои што ги украле парите, тие не се многу. Така да една пратеничка од Гостивар имаше едно 4-5 стана во Охрид. И тука најпоќе ги кријат парите на тат. Благодарам за учеството. Подсетувам само внимавајте на времето. 90 секунди се предвидени, но повторно завртете го нашиот број и добите нови 90 секунди. Се додека трае црвена линија, секако опции многу има. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. На линија сте, повелете. Благодарам, па вака. Прво мора да кажеме дека станови купуваат тие што имаат пари и тие што имаат врски. Најмногу купуваат станови градоначалниците, затоа што тие ги подпишуваат одобренијата за една зграда да се изгради или да не се изгради. Затоа ги има со нив кога дискутира здрав комшија му вика не градоначалниче. Тоа е едната работа. Втората работа е тој што има пари, посигурно му е да ги вложи во некаков градежен објект кој што може да старее, но вредноста не ја губи. Третата работа што тука одговара за сите оние кои имаат станови во Скопје, а сите студенти сакаат да студираат во Скопје, претежно. Нема доволно во студентските домови места и тие станови се земаат на, што се вика, на претек да ги користат студентите да живеат додека студираат. Така да, и истото тоа се прави како што Скопјани купуваат станови во Охрид, истото го прават тоа и Охриѓани во Скопје и од другите градови. Ова е само еуфорија во Скопје најмногу, во другите мали градови многу помалку се прави ова трансакција околу купување и продавање на тие станови, а во сето е, да речеме, во Охрид, во Скопје, во Дојран, на Преспа, да речеме, онамо каде што има знаменитости и онамо каде што може да се уновчи. Благодарам. Поздрав. Поздрав, благодарам и вам за учеството во црвена линија. А еве што напиша Тихи Дон на Фейсбук. Цените растат, народот се иселува. Дали ќе се вселуваат бегалци? Ем скапи, ем фушарај градба. Еден посилен земјотрес се ќе потоне. Благодарам многу, Тихи Дом. Следете не, пишувајте и понатаму останатите коментари, ќе ги споделуваме се додека трае црвена линија. Добар ден. Добар ден, се слушаме. Да, се слушаме, во црвена линија сте. Ево уште една интересна тема. Тоа река, добро знаеме дека огромни се парите нели во самото градежништво. И затоа би рекол дека од почеток нели Скопје нема детален урбанистички план. Нели да се донесеше таков детален урбанистички план, мислам да сега ќе се знаеше каде колку нели згради може, па треба да се збориме нели урбанизам, па колку зелениво. И сега кој ги купува, вака би рекол да почнеме се знае прилика да речеме ако земете ја баш презбетов дека секој пратеник нели 4 години, 8 години со тие патни трошкови нели што се големи, значи може да се купи еден стан од прилика од 80 квадрати. Значи еве знаеме. После нели има луѓе бизнисмени збориме дека
Они вложуваат што се вика пари, па рекам ако да се насмениме такви деца, нели еве ти сине 18 години, веќе му купу стан. И тој за роген ден може да му купи стан, мислам, и тоа не е чудно. Значи има луѓе што имаат пари. Сега би рекла дека е премногу да. Затоа што збориме дека они знаете купуваат, ама никој не живее, пошто се вика еден, да речеме бизнесмен може да има и по 5 стана. И тие нормално дали ги издава, ако не ги издава се празни, што се вика тоа се вложува пари. И сега би рекла дека тука е многу пари, исто така и банките интересно, например, ако некој нели има станови, ако не може нели после да се плати тој хипотекарен кредит, нели банката, ова мислам друга интересна страна што банките после може да ги поседуваат тие станови. Сега ако банката нели го поседува тој стан, што може он да направи со тој стан, нели? Значи има и такви изборни опции. Говориме нели тие малце банкарските игри, затоа би рекла сега интересно исто вака што се, ајде малце ви црна тема дека пари се перат преку ова нели градежништво. Благодарам за одговорите, за учеството во Црвена линија. Побарете неповторно ако сакате да се надополните. Секако додека траеме, сите сте добре дојдени на повторно вклучување. Продолжуваме. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Дали е сега подобро, дали се слушаме? Добар ден. Ало? Во Црвена линија сте? Кој ги купува становите? Да. Сите што се занимаваат со политика ги купуваат становите и наркомафијата во Македонија. Тие се најголемите купци. Од политичари и наркодилери и наркобосови тие ги купуваат становите. Никој друг не купува станов во Скопје. Не може со 400 евра стан да купи во Скопје. Тоа е јасно да му е секому. Председатели, градоначалници што пред мене рече еден, пратеници, кој ќе купи стан со 400 и 500 евра плата? Има ли... Нема логика да купи стан со 500 евра плата. Дали да обстои во живот, дали да се прехрани, дали да се облече, само политичари и наркомафија. Тоа. Стани председател, купи си стан наводно, како председателот тој одводно му кажува во она зграда ми имам стан од 100 Како квадрати. го објаснувате големиот број на постоење на празни станови? На празни станови, тоа е профит, што ќе чува парите во банка. Нема потреба да ги чува парите во банка, нека лежи станот тука, има будали, продал татко му, дедо му што му остана, ќе купи едно станче во Скопје. Благодарам за јавувањето и секако дојде замислете времето да ги погледнеме рекламите, но тоа не значи дека Црвена линија завршува, туку следува по рекламите и анкетата. Резултатите. И како што ви напомена, виднаш по рекламите, време е да ги погледнеме и резултатите од Инстаграм анкетата. А ако не следите на Инстаграм, сторете го тоа, профилот е на Црвена линија и на Телма телевизија. На прашањето дали сегашниот данок на празен втор, трет стан треба да се зголеми, со да одговорија 86%, со не 14%. Благодарам за учеството, благодарам и за ова издание на Црвена линија, кое што секогаш го креирате вие, не само како гледачи, туку како граѓани. Информирајте се на telma.com.mk, а во продолжение погледнете го и новото издание на Сакам да кажам со Горан Петревски. Да си кажам.